Добар ден и нека е слава на нашиот Господ Исус Христос и неговата пресвета мајка. Почитувани денес во студиото на Радио Марија имаме чест да го поздравиме отец Зоран Стојанов, кој што е дека на деканатот Свети Кирил и Методи, потоа ректор на светилиштето во Палјорци и директор на Македонски Каритас. Отец Зоран, добар ден и добро ни дојдовте во студиото на Радио Марија. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам на поканата и на можноста да бидам во Радио Марија. Тоа за мене секогаш представува чест. Ние во ова наше денешно дружење тука во студиото го замоливме отец Зоран да поразговараме малку за две работи. Првата е за светилиштето во Палјорци, а другата за активностите за Македонски Каритас. Па така, отец Зоран, дали доволно се зборува во Македонија за светилиштето Палјорци? Тоа е добро прашање, да. Мислам дека во последно време почнуваме да бидеме доста активни околу тоа прашање. Јас имам една теорија која што не знам дали ќе се сложите, дали вашите слушатели, односно слушателите на Радио Марија ќе се сложат со тоа, но знаете, ние честопати зборуваме дека македонците не доволно се истакнуваме онаа што е наше и не зборуваме доволно за се она што го имаме. Палјорци е едно богатство, Палјорци е едно посебно место кое што многу нешто значи за македонецот, за Македонија како земја и ова денешна политичка и она географска Македонија која што постоела до пред 100 години како цела земја, но многу значајно и за христијанството, нели? Да. Значи, ние, македонците, немаме потреба на секој чекор да истакнуваме дека Свети Павле бил во Македонија. Тоа е општо познато тоа. Да. Стои и во Светото писмо потврдено. Во Светото писмо, тоа е нешто кое што, например, сега да не испадне дека јас критикувам некого, меѓутоа за другите народи околу нас кои што не обкружуваат, за тоа нешто да го докажат, треба да измислат нешто, да инвентират, да не употребам потежок збор дека лажат. Зашто Свети Павле на европско тло стапнал во Македонија. Значи, и првата христијанка во Македонија. Значи се е врзано со Македонија. Палјорци е судбински врзано со Свети Павле, значи тоа кон крајот на 19. век, кога македонците уште биле поробени во склопот на Отоманската империја, отец Јосиф Алуати, слугата Божи Јосиф Алуати, за кој се надеваме дека брзо ќе можеме да бидеме сведоци на неговото прогласување за блажен, открил дека во тој дел на Боемија таму се верува во народот дека бил Свети Павле со своите ученици, следбеници, односно меѓу нив големите Свети Лука, евангелист, Свети Аристарх, Свети Гај, луѓе кои што се на апостолски ранг, за кои што не зборува исто Светото писмо. И од тука мислам дека нема потреба сега да бидеме премногу така интензивни во тоа Свети Павле бил во Палјорци, Свети Павле тука. Значи, мислам дека делата зборуваат за она што се случувало пред 100 години, кога пред бомбардирањето на Палјорци, пред да бидат порушени оние свети места таму, колку тоа чудесни лекувања и се друго се случувало, колку молитви таму биле упатени, значи, од сите верници кои што доаѓале, како што ни стојат запишани во документите, од Солун до Демеркапија верници се собирале тука. Не случајно, нели,
во 1908 година тогашниот епископ Епифаний Шанов, македонскиот народ, значи, пазете сега, тока не вели, еве, католиците ги ставам, туку македонскиот народ го дава во заштитништво на Марија Утешителка. И он, како Божи човек, како водач на црквата, имал некое предчувство дека нешто не оди во добро, меѓутоа не бил послушан. За жал, 5 години подоцна се случила 1913 година оној најдушмански договор кој што го нарекуваат некои мировен, душмански договор во Букурешт и делбата на Македонија и назадувањето, за жал, на македонецот во некои сфери кои што еве се надеваме дека во иднина ќе бидат поправени. Кога зборуваме веќе за палјурци, дали можеби и она името палјурци не алудира на самиот апостол Павле? Па, еве, според преданието кое што отец Јосиф Алуати го сретнал во тоа време, не само отец Јосиф Алуати, меѓутоа тој бил фронтменот. Тој бил вистински човек на вистинско место во вистинско време. Италијанец дојде од Пиемонт, од Турино, со родители фабриканти, со сето тоа дошол во империјата, Отоманската империја, да му служи на македонскиот народ и тоа целосно. Отец Јосиф го прифаќа источниот византискиот обред, го научува македонскиот јазик, живее меѓу македонците и во тоа негово живење, делување сретна луѓе кои што му велеле, знаеш, пављурци, како што го викале тоа пред 1,5 век уште, не палјурци. Палјурци тоа е поисправно во скратувањето на името палјурци, бидејќи е поизводливо во зборувањето, меѓутоа тогаш го употребувале зборот пављурци, му рекле на отец Јосиф, знаеш, тука доаѓал да одмара со своите ученици светиот апостол Павле. Замислете, 19 векови тоа се носело меѓу народот, дека палјурци било место во кое што престојувал светиот апостол Павле, но ако ми дозволите само кратко би рекол, во средновечието, пред доаѓањето на турците или отоманите, како што тогаш се нарекувале, тие народи кои што го завладееле Балканскиот полуостров, палјурци не било незначајно место. Значи, има документи во кои што се спомнува дека било предложено палјурци како место, каде што би се потпишала унија меѓу Рим и Цариград. Значи, представници на римскиот папа и представници на патриархот во Цариград би дошле во местото, во средишното место во Македонија, како што стои, и тоа требало да биде во Палјурци. Значи, тоа не било незначајно место. Така. Што имаме денеска ние во Палјурци? Спомнавте дека било бомбардирано, дека е целосно уништено Палјурци. Денес, што има останато и дали се работи на тоа Палјурци да биде возобновено, но не мислам само градежно возобновено, туку многу повеќе духовно и во онаа смисла на која кажавте дека епископот Шанов го посветува целиот македонски народ на Пресвета Богородица, Палјурска, Мајка Божја Палјурска, и дали ова свесност треба, можеби, да биде уште поголема кај нас македонците? Знаете, сега ако го погледнеме Палјурци вака по град, го нема. Палјурци стои црквичката посветена на Мајка Божја Утешителка Палјурска на Чуката, се гледа таа од далеку, посетена е. Меѓутоа и селото како село, иако е зараснато, знаете, тоа се преку 100 години таму, зараснати со трне, со капени, со сето тоа. Бунарот си функционира, парохиската црква Свети Ѓорги секој февруари
под свеќето прво што излегува на пролет, не обележува каде точно стои тоа свето место. Може би по градби не се гледа, меѓутоа духовно Палјурци обстојува. Палјурци не е само значено за католиците. И не е само дел кој што го спомнуваат католичките верници. Значи Палјурци го спомнуваат сите. Во Богданскиот, Гевгелискиот крај, па и до Еранско, може би во Валандо, јас не можам да тврдам со сигурност, меѓутоа сигурно има уште луѓе кои што се спомнуваат на Палјурци. И тој духовен аспект на Палјурци во македонецот си постои, не дека тлее, туку постои тоа чувство. Знаете, на сите тие организирани молитви кои што досега ги имаме, секогаш сме изненадени колку многу луѓе доаѓаат. И секогаш има некој кој што доаѓа прв пат. Да. Слушнал, од баба, од дедо, од мајка, од татко, некој, за Палјурци, и кога ќе слушне дека во Палјурци има молитва, сака да дојде. Значи, тој духовен дел на Палјурци му стои. Кога веќе зборуваме за молитвата, минатиот јули, мислам дека беше 10 јули, таму во Палјурци се случи нешто необично, но кога имаше молитва, молебен до Пресвета Богородица на местото каде што треба да биде изградена црквата на Светиот апостол Павле, на 31 мај имавме исто една голема молитвена средба таму во Палјурци. Повторно имаше некои работи кои, јас би кажал, беа необични во најмала рака. И веќе на 12 оваа година, во 17 часот, неговото високо преосвештенство, монсенјор доктор Киро Стојанов, ќе го предводи молебенот по повод, во чест на Светиот апостол Павле. Па, дали можете да ни кажете нешто за овие два исклучителни настани, па и за молебенот кој што ќе се одржи на самиот празник Свети Петар и Павле? Вака би започнал токму од молебенот, затоа што ова година владиката не дозволи поместување на датумот. Минатата година беше недела 10 и отидовме на 10 за да може да дојдат верници, за да биде згодно за свештениците и тоа. И не се случи тоа што не се случи. Јас мора да признам дека за тој настан на осветлување на црквичката Мајка Божја Утешителка во Палјурци се размислува, и тоа е отидено и до повисоките кругови на црквата за да се утврдат дали има некоја особена порака во тоа. Нормално црквата е секогаш внимателна, мора тоа да се испита колку тоа спаѓа во чудесните случувања и дали е тоа нешто надприродно. Значи, не излегува црквата, сега ќе речеме помина една година, не, знаете, Меѓугорје, место за полјде, преку 40 години веќе, па црквата го испитува и тоа ќе поминат може би уште генерации за да се приспита тоа и за Палјурци. И за Палјурци црквата никогаш не брза да даде некој свој заклучок и покрај тоа што некои работи не ги негира, не го негираме ни ние тоа што се случи минатата година во јули месец во Палјурци, но како прв чекор нашиот владика монсенјор доктор Киро Стојанов ова година не дозволи поместување на молитвата во чест на празникот на врховните апостоли Петар и Павле, посебно за Свети Павле, затоа што на темелите на црквата на Свети Павле тоа се моли. И ова година ќе биде точно на празникот во 17 часот. Значи, таа молитва, колку тоа и да изгледа може би жешко или не знам како, но молитвата е молитва. Она што минатата година помалку нас, свештениците, не става во една ситуација да бидеме, не знам, повеќе може би заинтересирани за тој настан, и што ние за време на молитвата, кога сите верници тоа го гледале, ние не можевме да го видиме.
Да. Да, свртени бевме на другата страна, ние гледавме источно, како што е пропишано за време на молитвата. Верниците беа околу нас и тие еден на друг си покажале дека се случува тоа што се случи, но факт е дека од нас, свештениците, тоа ни беше скриено. Да. Беше скриено, не можевме да го видиме. Драгиот Бог знае зошто тоа, а на нас останува еве да проникнеме што точно беше пораката со тоа нешто, како што се случи ова година на 31 мај, луѓе кои што тоа го виделе и во моментот го објавиле, не дека има некои додавања или монтирање или не знам што, но сето тоа влегува во внимателноста на црквата дека тоа е место на молитва и првенствено така ќе остане во моментот, а доколку повисоките инстанции на црквата некогаш не кажат нешто друго за тоа. Да, што се однесува до она осветлувањето на црквата за време на целиот молебен, е само по себе еден факт кој што е документиран исто со фотографии од луѓето и згора на тоа утредента во истото време не се случило таквото осветлување, да би можеле да си потврдиме сами на себе дека тоа било некоја рефлексија на сонце, одблесок некој, туку утредента тоа воопшто го немаше. Така да со самото тоа што веќе спомнавте дека е место на молитва, дека порано таму се случувале кога интензивно се молело и чуда, би кажале, нема зошто да не веруваме дека Палјурци е едно посебно место за молитва, за преобраќање на срцата на луѓето и сигурно место на изобилни Божји милости. Ако ми дозволите, јас само би рекол дека Мајка Божја Утешителка и не е толку далеку од патот како што изгледа, нели? Значи, за оние кои што можеби не биле таму, да спомнеме дека тоа е на 3,5 километри од асфалтниот пат, меѓутоа со кола може и поблиску да се стигне, а во добри времења како што е летото, кога е сушно, може со кола да се стигне горе до црквичката Мајка Божја Утешителка, иако ние оваа година 3 пати досега имавме организирано поклонничко патување, тоа се одеше пеш. Дури и оние кои што има такви нозе како што јас имаме, стигнавме горе пеш, ако некој не слушнал за тој настан минатата година, ќе повтора, може тоа да се прочита во порталот Католици МК, каде што е објавено како информација. Да, како информација. Деновиве во печат излезе и една брошурка за Палјурци. Па, отец Зоран, дали можете да ни кажете нешто поконкретно што содржи оваа брошурка, за што се работи? Да, со задоволство. Тоа е една информативна брошура која што започнува со логото на црквата таму, нели, Мајка Божја Утешителка, а завршува со дадена адреса како да се стигне до Палјурци, мапата која што е окружена со Дојран и со Богданци и Гевгелија од другата страна и да кажеме од северната страна граничи со Валандово, нели, како град и како општина. Палјурци место кое што да не се изненадат некои од нашите луѓе кои што може во моментот не слушаат, ако одат во Палјурци, дека таму ќе сретнат верници кои што поминуваат од Италија или од Полска, токму поради фактот дека тие одејќи по стапките на Свети Павле го посетуваат и Палјурци. Нели, брошурата не дека не е научна работа, таа е цитати на неколку работи кои што се пишани во чест на Палјурци и сигурно дека
тука ќе ги спомнеме имињата на отец Јосиф Алоати, на владиката Епифани Шанов, на сестра Еврозија Алоати, на отец Христофор Димитар Назов, на нашиот сегашен владика кој што се зазема многу за палјорци, но пред се би сакал да спомнам сестра Доминика Прочкова, која што во делото на Драгов, благородното дело на отец Јосиф и сестра Еврозија Алоати дава еден прекрасен опис на палјорци, и тоа може да се најде во брошурите со неколку убави фотографии, меѓу другото и со цитатот на 16 глава од делата апостолски, нели таму апостол Павле доаѓа во Македонија. Да. Повикан да дојде. Повикан од македонец. Тоа што на почетокот веќе го зборев, не би сакал сега да се повторувам, меѓутоа тоа е нешто многу големо за македонецот, дека ние сме таа нација која што на европско тло први го примивме христијанство. Меѓу другото и самиот Свети Лука, кој е автор на делата на Светите апостоли, разликувал ахејци, грци, македонци, така да е несомнено дека се работи за човек македонец. Апсолутно, значи, пазете, он некаде по точна проценка меѓу 6,5 и 7 години предстојувал во Филипи, Светиот апостол Лука. Светиот апостол Лука го знаел и јазикот македонски. Како и по кои корени бил македонец, тоа нека го отврдат оние кои што се баваат со тие науки, меѓутоа она што можеме ние од Светото писмо да го заклучиме, заштитникот на болните, бидејќи бил лекар, Светиот Лука е веднаш на почетокот епископ во Филипи, македонски. За палјорци можеме да зборуваме сигурно уште многу и оваа тема дефинитивно можеме да кажеме дека е неисцрпна од Зоран, меѓутоа јас би предложил да преминеме на она што веќе на почетокот најавивме дека ќе позборуваме малку и за македонски Каритас, сепак во интерес на времето ќе мора палјорци да го оставиме и за некоја друга прилика. Со задоволство. Еве, спомнавме дека за палјорци прашав на почетокот дали доволно се зборува. По исто прашање би го поставил исто и сега, дали за македонски Каритас доволно се зборува, со оглед на тоа барем што јас лично знам колку многу работи Каритас има направено во овие 30 и некои години откако е основано, како хуманитарна организација на католичката црква. Не би се осудил сега да почнам да критикувам, затоа што мене не ми е воопшто во природата да критикувам, ги сакам оние убавите работи и сакам да зборувам за убаво, и овој пат ќе кажам дека македонски Каритас, иако заслужува многу повеќе да биде спомнат, многу повеќе. Во последно време сепак, еве, некои работи се движат, и тоа се движат во многу позитивна работа, кога оние кои што се или биле помогнати од македонски Каритас, тие го истакнуваат делото на македонски Каритас. Знаете, јас ќе ви прочитам она што е за нас многу важно. Каритас е организација каде последните се на прво место. Затоа не се слуша многу за македонски Каритас, меѓутоа факт е дека македонски Каритас помага на најсиромашните. Вака, дали македонски Каритас е организација секако на католичка црква, дали помага само на католици или кој е вашиот критериум за помош? Значи, вака, ние помагаме на најсиромашните. Тука нема прашање дали некој е католик или не е католик, дали е прославен, не е прославен, дали е воопшто христијанин, зашто ако ги земеме листата на оние што помагаме, може би помал е бројот на корисници во македонски Каритас кои што се христијани, а многу мал на оние кои што се католици.
Но тоа не е мерило. Јас сега немојте да ме прашувате проценти, ние не работиме на тоа. Воопшто сите во Македонски Каритас настојуваат да помогнат таму каде што е најпотребно. Знаете, ние мора да се сочиме со фактот дека човекот кога е гладен, тој е гладен, не може од него ти да очекуваш да биде во тој момент не знам што. Нема му треба храна. Му требат лекови. Му треба помош во хигиенски помагала. И тоа е тоа што Македонски Каритас го дава на најсиромашните. Кога велам најсиромашните, знаете, може би е добро она дистинција што ја правиме ние, дека секогаш постојат две страни. Значи, една страна и друга страна. Не лева и десна, туку една страна и друга страна. И тука е оној центарот, во кој што во центарот може да се земе дека, еве, од оваа страна, се оние луѓе кои што се сиромашни можат сами. Нели? Да. Од другата страна, се оние луѓе кои што се сиромашни, ама им треба мала помош, за да можат месецот да го преживеат. До нив веднаш има група која што многу потешко би можеле сами, им треба многу повеќе помош, и онаа трета група од таа страна на луѓето кои што се сиромашни е онаа група која што ние први ним им помагаме. Тоа се оние кои се веќе најсиромашни. Најголема потреба. Да, меѓу нив за жал има и гладни. И ние не се држиме на она што во поново време некои луѓе, не знам поради која причина, сакат да наметнат дека треба да помагаме на оние кои што се најблиску до центарот. И оние кои што можат со многу тешкотија сами да преживеат, и оние кои што не можат сами да преживеат, ама со мала помош да се даде вниманието на нив. Што ќе правиме со оние најсиромашните? Знаете, не може човекот да чека подобрување на финансиската ситуација или на економската состојба во државата, па на година ќе му биде подобро. А што на година ќе го нема? Си има своји потреби. Нели? И онаа друга страна, која што, првата, која што ја реков, значи постојат, нели, оние кои што можат, многу тешко сами, оние до нив кои што ги нарекуваме средна класа, и оние луѓе, третата група, од другата страна, не од оваа, од сиромашните, кои што ги сметаме за богати. И нормално дека таа страна, или таа прва страна, би требало да жртвува за сиромашните, за да може да и тие да се чувствуваат достојни. И кога го спомнувам веќе достојни, сакам да кажем дека Македонски Каритас најпрвен сака на сиромашниот да не му се покаже достоинство, да не му се погази достоинството. Да. Оти џабе ќе му дадеш некому леп и не знам што, храна, ако ти му го погазиш достоинството, тука веќе не си направил добро дело. Дури и кога не можеш нешто да му дадеш, дај му внимание на човекот и тогаш ќе бидеш дел од Каритас. Дали можеме малку по-конкретно да навлеземе во проектите кои што Македонски Каритас, во овој момент знаеме дека ги има во изминатите години многу од нив, меѓутоа да се концентрираме само на ова што сега актуелно како проекти ги реализира Македонски Каритас. Да, значи имаме неколку проекти кои што се важни, битни. И пред се, првин би спомнал еден проект кој што се спроведува 2-3 години веќе, е наречен Раце кои пружаат надеж. Самиот наслов веќе кажува, нели, дека одиме таму кај што е потребно, значи во болница, во затвори, во психијатриски установи и по домовите, по семејствата, нели? Тоа е, значи, опфаќа храна, лекови и хигиенски средства на оние кои што се во најголема потреба. И во склопот на овој проект, кој што оваа година по прв пат е поддржан и од Хрватски Каритас, како сестринска организација,
ќе отпочнеме во месец ноември нешто кое што ќе биде ново во Каритас, во склопот на проектот Раци кои пружат надеж, а тоа е помош на сиромашните семејства кои што имаат хронични болни, како што се мултиплекс склероза и церебрална парализа. И тоа од крајот на ова година ќе го отпочнеме, се надеваме дека ќе стигнеме до што повеќе луѓе кои што ги имаат тие неизлечиви болести, со кои што живеат и они и нивните семејства. Не помалку важни се и другите проекти, иако јас почнав од овој, меѓутоа еве имаме конкретен проект со повратници, советувалиште за повратници. Во последната година, значи почнувајќи од втората половина на 2022 и ова 2023 година, имаме еден неверојатно голем број на македонски граѓани кои што ги враќаат од европските земји. Значи, претежно од Германија, но еве, за жал, сега почнува тоа да се случува и во Италија и во Австрија. Ги враќаат затоа што им ги одбиваат барањата за азил. И ние моравме да интервенираме тие луѓе тука да бидат дочекани и спроведени, затоа што се враќаат со ништо. Уште поголем проблем е што многу од нив, не сите, но многу, пред да одаат азил, продале што имале тоа малку тука. И сега се враќаат, нема кај да се вратат. И тоа е тој голем предизвик кој што ние го нарекуваме проект на повратници во Македонски Каритас. И има еден друг проект сличен, да кажеме, на тој, ремап го викаме, или тоа е за мигрантите. Луѓето кои што транзитираат низ Македонија, но и луѓето кои што бараат азил во Македонија. И тука морам да изразам една голема благодарност на Центарот во Визбегово и на раководната структура во Центарот за азил, кои што прекрасни луѓе кои се грижат за тие баратели на азил. Колку и да ја критикуваме ние Македонија. Во Македонија има институции, има луѓе во тие институции кои што се многу добри. Се вршат професионално. Професионално, и еве, значи, се благодарни што Македонски Каритас им помага на луѓето таму, за да се пополни времето, за да можат, нели, да пристапат до наобразба, до учење на македонскиот јазик, до готвење, до враќање на нивните сеќавања во родниот крај, како што се традиционални готвења и сето тоа, ние го правиме во Македонски Каритас со сета љубов, но еве и изразувам една благодарност и на македонските институции кои што и покрај тоа што на секој чекор, еве, ние македонците вакви, ние македонците не, има во Македонија добри институции и има во институциите добри луѓе. Други проекти кои што не би сакал да не ги спомнам, тоа се едукативниот дел. Значи, Македонски Каритас има две центри. И тоа центар во општина Шуто Оризари. Знаете, Шуто Оризари е единствената општина во Европа која што има градоначалник Ром. И има училишта полни со ученици. Но има и сиромашни луѓе. И ние на тие деца од сиромашни, од ранливи фамилии им помагаме во едукативниот дел да можат да ги совладат своите предмети или материјали во училиштето, во општина Шуто Оризари и во општина Босилово, во населеното место Сарај. Исто така имам отворено едукативен центар. Македонски Каритас од крајот на минатата година, поточно, може би подобро да кажем од почетокот на ова 2023 година, се грижи во напредувањето и на работењето на Центарот Мајка Тереза во Гевгелија, која што организација функционира токму на тој принцип да се помогне на децата со потреба. И Македонски Каритас има една своја задача која што тука ја исполнува во духот на црквата, бидејќи ние
во СЕСМЕ организација која што е на католичката црква и Каритас самиот збор не повлекува да бидеме тоа што значи, нели, љубов. И така и се трудиме да биде, така да и таа помош која што ја даваме во моментот на центарот Мајка Тереза во Гевгелија ќе се почне да се развива уште повеќе, се надевам од втората половина на оваа година. Имаме една новина која што од која дојдов јас како директор на Македонски Каритас, се борам Македонски Каритас да излезе од склопот на Скопје. Знаете. И во ноември месец или на крајот на оваа година би требало да отвориме еден центар тука во Струмица, токму во градот Струмица, но ќе ги опфаќа сите овие општини од овој југоисточен регион кои што спаѓаат Гевгелија, Богданци, Струмица, Валандово, Василево, Ново село, Босилово, за да помогнеме во развојот на младите луѓе, наречен е Your Job, и тоа ќе биде една поголема проекција и еден поголем проект кој што ќе биде блиску до младите луѓе во развојот на нивните таленти, за да можат да се заснуваат своји фирми. Тоа ќе биде дадено со конкретна помош и со луѓе кои што ќе бидат професионалци да ги помогнат, но тоа е во планирање. Да. Во планирање. Отец Зоран, јас мислам дека ние можеме да зборуваме уште многу, меѓутоа во интерес на времето би заблагодарил за вашето време и за сите овие информации кои ги споделивте со нашите слушатели, па во овој формат и со нашите гледачи. Благодарам и ви посакувам уште многу успеси и во Палјурци, и со Македонски Каритас, и Господ нека ги благослови сите ваши патишта. Благодарам, јас, ако би ми дозволили, би дал така еден моје видување на крајот. Знаете, ние, Македонски Каритас е под заштита на Света Мајка Тереза. И настојуваме да бидеме како Света Мајка Тереза, таа велела денес да направиме нешто добро за Исус. Така на сите оние луѓе на кои што им помагаме, сакаме да го гледаме обличието на Господ Исус Христос, и ако некаде сгрешиме, еве, да не ни се лутаат луѓето, тоа сигурно не е намерно. Ние во Македонски Каритас сме луѓе, може би некаде може да се погреши во проценката, но настојуваме тоа да биде што помалку. Почитувани, го проследивте разговорот со отец Зоран Стојанов, декан на деканатот Свети Кирил и Методи, ректор на светилиштето Палјурци и директор на Македонски Каритас.